Посетивме неколку населени места во текот на денот, бевме во Аликоч, бевме исто така во Конче, бевме во околните места во Конче, во самото село Конче, попладнево сме тука во Радовиш да се сретнеме со луѓето, да поразговараме. Бевме вечерва и во Раовица, во прекрасниот манастир кој што е тука. Раовица е секогаш бастион на ВМРО-ДПМН, од тука почнуваат најголемите победи. И така сум убеден дека ќе биде и на 15 јули. Луѓето, како и во остатокот од четвртата изборна единица, ги мачат две маки. Тоа е националното понижување и тоа е економското опустошување кое што се случува на цела Македонија и на овој крај. Тука особено интензивно се зборува за проблемот со откупот на тутунот, заради законот кој што се донесе минатата година од мнозинството на СДСМ, под влијание на зелената мафија. Десетици и десетици килограми тутун останаа неоткупени и многу луѓе раскажуваат како во нивните дворови останал тутунот неоткупен од минатата година, а остатокот морале да го продадат по многу пониска цена и пониска класа. Затоа нашето основно ветување во овој дел е удар на зелената мафија, кој што удар ќе значи дека на првата седница на влада ќе се донесе закон со кој што закон нема смее килограм тутун да се увезе во Македонија додека не се откупи домашниот и додека не се откупи по фер гарантирана цена. Исто така разговаравме за условите во кои што работат превозниците, има доста превозници тука во Радовиш и спремаме еден пакет на законски решенија кои што ќе помогнат во тој дел. Разговаравме и за развојот на стопанството и на индустријата, малите бизниси. Имавме можност да видиме отварање на еден таков денес. Ќе го стимулираме со ниски даноци, со бескаматни кредити, како и со можност за вработување на млади луѓе до 29 години без никакви дополнителни давачки. Тоа е суштината на ова што е денес како посета. Продолжуваме во текот на вечерта исто така со средби. Би сакал една кратка порака да упатам и до мојот против кандидат господин Зоран Заев, кој што вчера се уплаши и не дојде на ТВ дуел или ТВ соочување на Канал 5. Слушам денес кога отишол во Кривогаштан и кажал дека навредливо повторно дека не сум можел да го најдам Кривогаштан. Јас можам да кажам дека јас го наоѓам и знам каде, ама тој во овие 3 години колку што е на власт не можеше да го најде и камен таму не стави. А на 15 јули мислам дека кога ќе почнат да стигаат резултатите таму некаде после 10 и половина часот, вратата нема да може да ја најде од големиот пораз кој што му следува. Еве јавно уште еднаш го повикувам да излезе со мене на ТВ дуел, следна прилика е во петок и да заеднички поразговараме, да видиме што програма јас нудам, што програма тој нуди.